Здраво, другари, добродојавте уште едно unboxing видео. Ќе се обидам да не го тупам колку што го тупев со GoPro-то, пошто на ова не ми треба батерија да имам. Не треба да научам, мислам ова веќе сум го користел претходно, само сега си го купив да биде мое. Сум го користел на други апарати, а тоа е објектив за моето мило, драго Канонче, апаратче, 50 мм објектив 1.8f. Ви значи. Ако нешто ви значи, мислам. Например, мене не ми значи. Само ја изначам на неа. На слика изгледа вака, ако ќе го отпакуваш изгледа вака. се радувам. И ствари се да ви објаснам само зашто си купив објектив. Сам морав да се одлучам и некаков објектив да си купам. Се одлучив за овој затоа што има мал F, за да ви стане попросто, пошто сега нема така да ви објаснувам ја, за да ви стане попросто малце. Тоа F-от многу мала дигресија, пошто тоа видео беше снимано тогаш у 3,5-4 сабајле, а требаше да станам у 5. И можете да ме приметите каков сум, многу ме мрзеше да објаснувам што значи тоа. Само накратко да ви објаснам најпросто да сватите што ми е тоа F-от и зашто толку сакам да ми биде f1.8 или помало. Зашо е ова многу добар објектив? Многу добар е затоа што е ефтин. Ја го земав за колку го земав? $125 го земав. Инаку колку е помал F-от, толку е поскап. Зошо е поскап? Поскап е пошто има многу повеќе стакла во него. И тоа добива некој ефект, како да кажам, го гледаш преку објективот, го гледаш тоа што го гледаш со голо око. Значи најслично е на тоа што го гледаш ти со голо око. У преден план тоа што го гледаш, у заден план тоа што го гледаш, хоризонти и така натаму, многу слично ќе ги гледаш ако е помал тој F. И заради тоа го одбрав овој објектив, има мал F, а е ефтин. И затоа сметам дека е многу добар и затоа многу сакам. Ќе ставам неколку слики кои што најверојатно веќе ги имам истајано на Инстаграм или на другар страната. Имам веќе објавено, ќе ставам некои слики кои што се сликани со овој објектив. Може да се вратиме на тоа ревју од тогаш што ми беше, пошто немам нешто посебно што да давам, пошто и ја види, не дека ја не знам нешто кој знае колку се разбирам, толку што се разбирам, едноставно сакам да си ги приуштам тие ствари што сакам да ги добијам. Можеби немам учено некоја оптика или било што такви ствари, ама види на нас уметниците не ни треба школа. Така? Нема да завршам факултет, а? Никад или? Вика не. Викаат не. Колку што се разбирам, толку кажувам, така да ако некој повеќе се разбира од мене, некад да ми се прави мангуп и да ми каже ти не си управо, туку баш би ми било драго доколку ми пише у коментари и ми каже нешто повеќе да научам. Како например Тутунџиев, кој што ми го предложи овој објектив и ми кажа дека ми е добар избор. Поздрав до Тутунџиев што ми помогна околу изборот на објектив. Се враќаме у Америка сега. Вие сум сега зашо си не ми шушкај. Ке се слуша се. Значи, морав да си купам објектив. Се одлучив за овој затоа што веќе го имам користено и знам дека без buy for the buck, барем за мене и за тоа што ја го барам моментално. Али морав да купам објектив затоа што имам волкава торба купено. Знаете, торбава. Имам волкава торба и морав со нешто да ја напунам. И до сега ја пунев со кабли, звучници, такви работи, полначи да, по преградата каде што треба да го имам ова. И сега ми остана да го изгасам ова видео од снимање и да го ставам другиот објектив и да направам една снимка кратка и една слика кратка за да видиме што ќе појави ова створење, убавица. Тоа не значи дека овој веќе не го сакам, окей? Ова е прва љубов ми овој. Инаку сега сме далеку подалеку од колку што бевме преска. Ако дојдам блиску колку што бев преска, мислам можете да претпоставите дека сме подалеку по шипотивку се слушаме, затоа што се снимам директно од апаратот, ќе биде волк. Ова е моја предноста на објективот, ова го сакам. Му дава така поише длабочина на теренот. Така да го преведам. Depth of field. И затоа многу ми се допаѓа. Сега сум. Сега е Киќе. Сега сум јас. Едно мене, едно тебе. Едно мене, едно тебе, да. Еднаш мене, еднаш тебе. Не направив слика. И ова е првата слика направена со овој објектив. Не. Да.
Сигурно некои ме гледаат од волку блиску. Епа чекај аутофокусот да го пуштам. Овој објектив има две мани, за разлика од овој. Мислам, во шо овој објектив е подобар од овој. Подобар е шо аутофокусот му е тивок и има стабилизатор, автоматски вграден. А овој аутофокусот му е, пример, сега кој ќе го направам ова. И може да слуша дека ме фокусира. Тоа. И тоа, нема стабилизација, или секако планирам да го користам само за сликање и вака за снимање која ми е на сталак, како што ми е сега. Ова не е сталак, ова не може сталак да се нарече, виж како мајчина. Ама сега тоа ни се условите. Прекини да ме фокусираш. Ама гледаш, само мене ме фокусира, тебе не? Мисли си. Аха, те пронајде. Тоа, фала ви многу што гледавте ова видео. Гледај кој е фокус, гледај. Ако? Сарица. Фала ви другари што многу што гледавте ова видео. Јас Фала ви многу другари што го гледавте ова видео. Ја премногу се радувам и за ова и за претходното видео со GoPro-то. Значи, мислам дека за ова живеам, за ова работам, за аудио и видео опрема. Не знам, така тоа ми ја исполнува душата. Ви благодарам многу што гледавте ова видео. Прекини да фокусираш, Кики, ке ти се скарам. Кизга сам аутофокус. Доколку имате Canon и барате квалитетен, ефтин објектив, цврсто би ви препорачал да си земете 50 мм f1.8 и никогаш не го заборавите вашиот основен објектив 18-55, затоа што тој ме сака, секогаш ќе ме сака. Освен ако ја фокусира Кики. Благодарам уште еднаш што гледавте ова видео и тоа, да ми оставите лајкче, да ми оставите сабскрајбче ако ви се допадна и да коментирате како ви се допаѓа овој објектив колку што можете да видите од него. Се надевам дека за брзо време ќе правиме уште анбоксинзи затоа што планирам уште многу работи да си купам. И после сиромаштија. Епа сиромаштија. Ќе јадам кабли. Се гледаме за брзо. Чао, чао.